Александър Русяков. Добро вечер на сите. Јас нема да ви прочитам ниједна песна. Роберт ја прочита вместо мене, затоа што не гледам, не знам добро да читам поезија. Само од тука сакам јавно да се заблагодарам на изопачената светска моќ, на нејзините тукашни северно од умот одржувачи и нивната интелектуална бижутерија. Да им се заблагодарам заради нивната омраза кон се што е македонско, затоа што со тоа потврдуваат колку Македонија е свето место. Бит. Зарем не ветија дека сонцето на запад ќе изгрева, дека животот секому 2 века ќе потрае, а богатствата видени во сонништата наутро крај главите наши ќе видат. Затоа свиите ги колената, свиткајте ги вратовите пред гилотината на моќта, за да ги почувствувате воздишките на робовите. Ете, сега луѓето ги кријат главите своји подома, за да не им прават сопки мислите кога чекорат по улиците. Воздухот од радост стана виножито. Во болниците се раѓаат бебиња со златници во рачињата. Владата воведе вакцина против заразната духовитост, а невладините активисти гудриат темелот на новата догма – духовната празнотија. Марк Твен е мртов трол, вечно да живее алиенски сол, хорски пеат цензорите и новите фарисеи од Содом и Гомор. Стравото слободува од непотребната мудрост. По кафеаните маскирани полицајци ловат забранети воздишки, нелегални мечти и зли насмевки. Во затворите ќе скапуваат оние што не сакаат да се откажат од коренот, семето и битието. Под пантеонот на амбасадорите принесуваме идентитетски жртви во чест на западните богови. Новите темни апостоли на обоените револуции ловат некоректни души во социјалните мрежи за да ги запалат врз складата на надменоста. Во историските читанки ќе впишуваме и днината. Паметењето е кривично дело. Мудроста ќе биде фрлена на свините среде боништото на новото глобално село. Ти ранијата, за да не те огладне самотијата, па да те проголта темницата, пишува врз очите на замолчаните. На ТВ приемниците маршираат новинарите, униформирани во боите на едноличноста. Реклама за шампон што ќе ве испере од сомнежите. Кампања за стравопочит, да ве ничкоса пред самобендисаните. Имаш право на мое мислење, врескаат самоизбраните. Суди го ближниот свој, се наметнуваат самоповиканите. Треба да се распнат неистомислениците, да се расчеречат противниците, да се најдат меѓу прогресивните, вештерките за да се изгорат пред моќта на лицемерите. Зарем не ветија дека сонцето на запад ќе изгрева, дека дрвјата среде зима со лисја зелени ќе ги оплодат, а душата на непослушните од љубов ќе ја исчистат?